Согласно законот до 15 ноември се носи 3-годишен развоен план на секоја општина, така и на општина Струмица. И ова е отприлика проекција што во наредните 3 години од крупните капитални инвестиции ќе се случуваат во општина Струмица. Еве јас ќе кажам дека вкупната сума на овој развоен план е 1 милиарда 392 милиона 556 илјади и 910 денари. Тоа се некаде 23-4 милиони евра во капитални инвестиции кои што се проектираат. Апсолутно најголема ставка е прочистителната станица, која што е грант од Европската Унија и во вкупна вредност од 9,8 милиони евра. Очекуваме идната година да стартува нејзината реализација и се надеваме дека 2013 година и ќе заврши заклучно со крајот на 2013 година крупен проект, но еве кога прашавте ќе ги наведам сите капитални инвестиции кои што влегуваат во тој дел. Значи тука се пред се капиталните објекти на општината, домови на култура во селата, општински институции, градинки, школи, општински згради, противпожарна станица и слично. Улици имаме 130 милиона денари, и тоа само улици во градот, тротоари во градот околу 60 милиони денари. За агроберзата и околу целата зона, која мислиме на агроберзата, е цела зона околу агроберзата, некои дополнителни 28 милиони денари. Индустријска зона Сачево, вкупна инфраструктура од 25 милиони денари. Реконструкција на локалниот пат Сачево М6 е 15 милиона 502 милиони денари. Локалниот пат Попчево Струмица е 37 милиони денари. Изградбата и реконструкција на локалните патишта, тоа е програмата од 40 милиони денари кои што се однесуваат на локалните патишта во населените места. Локалниот пат Муртино-Свидовица почнува ова година да се реализира, но плаќањето ќе биде 2012 година во вкупна вредност од 13 милиона 679 илјади денари. Водоводите во стопанските зони, тоа е зона Север, водоводот во зона Сачево и другите зони, индустријски од 18 милиони денари. Ободниот канал од околу 15 милиони денари, остаток на средства кои што треба да се реализираат. Канализацијата во Костурино завршува идната година во вкупна вредност од 12 милиони денари. Другите канализации, тоа се во 4 населени места Просениково, Дабиле и Добрејци, во вкупна вредност од 1 милион 157 илјади евра, или вкупно во денари изразено со контрибуцијата на општината 86 милиона 174 илјади денари. Изградбата на гасоводната мрежа, која што продолжува наредната година и ќе продолжи 13 и 14, ќе инвестираме дополнително 220 милиони денари. Урбана опрема, кој што представува и канти, и клупи и друг вид на урбана опрема, 14 милиона и 300 илјади денари. За нови зелени површини 14 милиони денари. За уредување на населените места се освен асфалти 30 милиони денари. За споменици околу 5 милиони денари. Имаме ова година поставување на Цар Самуил, тоа што е одликовната колонија. Наредната година ќе го поставиме по повод 20 годишнината од Ристо Шишков, споменикот на Ристо Шишков и така натаму. За улично осветлување, тоа се капитални инвестиции во селата и во градот 3 милиони денари. Прочистителната станица ја рековме. За касарната, адаптирање на простор 3 милиони денари, канализација во индустријските зони 21 милион денари и во градот нови улични светилки кои што не замена, туку нови капитални инвестиции од околу 10 милиони денари. Тоа не е дефинитивно, дефинитивниот развоен план ќе го имаме најверојатно на 29 декември, кога ќе го носиме и буџетот за 2012 година. Во меѓувреме, дали го слушате гласот на граѓаните од општина Струмица, дали даваат предлози колку пак тие се за соработка со општината во однос на креирањето на буџетот? Тоа е и причината за да дефинитивно ова биде конечен документ на 29 декември. До тогаш мораме да ги сублимираме сите предлози и сугестии кои што доаѓаат од сите 24 села на територијата на општина Струмица и 8 урбани заедници во градот. Истовремено течат форумските сесии кои што преку форумот на заедници го организираме со Швајцарската агенција за развој и соработка, службите кои што имаат стручни предлози за доставување, така да на 9 декември ќе го заокружиме и затвориме буџетот и ќе го доставиме 20 дена на разгледување до Советот, кој што на 29 декември треба да донесе буџет за 2012 година, на која што седница ќе го потврди или измени или дополни и овој развоен буџет кој што денеска го донесов.